Здраво на сите, јас сум Джейлан Велио. Во јуни месец инфлацијата се искачи на 15%, а тоа дополнително предизвика за цените на горивата и храната да пораснат. Во споредба со минатата година, цената на храната е порасната за 21,5%, а пак цените на горивата за рекордни 60%. Од тогаш до сега сведоци сме на одредено намалување на цените, па на овие теми ке денеска разговараме со другарот Здравко Савески. Здраво, Здравко. Здраво. Се поставува прашањето дали најлошото веќе е поминало, дали во периодот што следува ќе се доживее некоја стабилизација на ситуацијата и ќе продолжиме да живееме како во периодот пред инфлацијата. Кај нас може да се види од однесувањето на луѓето дека првиот шок помина. Значи, оној шок што го има луѓето по повишувањето на цените, особено во пролета, сега поради одреденото намалување на цените, некако се има впечаток дека најлошото помина и дека горе-долу кај да ќе падне инфлацијата. Но, она што секогаш се случува во лето е поради тоа што овошјето и зеленчукот на пазарите ги има во во поголеми количини, нивните цени да паѓаат и поради тоа е впечатокот дека еден вообичаен феномен кој се случува секое лето, се случува и ова лето, но тоа не кажува дека заврши проблемот со инфлацијата, туку само дека има мала пауза. Веќе се зборува во сред лето, среде овие жештини, што ќе правиме во зима. И самото тоа што владата планира уште во август месец да прогласи кризна состојба во врска со енергијата, кажува дека оваа зима ќе биде доста проблематична од економски аспект. Така што и, например, тоа што пред некој ден беше поскапена цената на парното, кажува дека не е воопшто поминат проблемот со инфлацијата, туку дека многу е веројатно дека може да се случи и инфлацијата и мерките кои ги преземаат за контрола на инфлацијата да предизвика економска криза. Тоа значи крахирање на фирми и отпуштање на работници. И тогаш проблемот нема да биде само одредено осиромашување, што го гледаме во овој период, туку и соочување со проблемот на невработеност. Да, дополнително ќе расте цената на електричната енергија од септември, така што сигурно не очекува подобра состојба. Добро, колку војната во Украина ги влоши работите? Сите кажуваат, и тоа е доста точно, дека проблемот со инфлацијата не е создаден во Македонија, туку дека екстерни причини ја создаваат проблемот на инфлацијата. Фактички ова е глобална инфлација и сега со кој сериозен проблем се соочуваме, кажува тоа што последната глобална инфлација, значи што ја зафатила цел свет, била во 1979 година. Значи 40 години ние целиот свет не се соочил со ваков проблем. И нема да биде лесно да се среди тој проблем. Војната во и околу Украина ја влоши значително состојбата со инфлацијата. Зборувам не само војна во Украина, туку и војна околу Украина, бидејќи таа војна е економска војна помеѓу американскиот и рускиот империализам и главно се води на штета на населението не само во завојуваните земји, туку и во цел свет. И меѓу другото, ние ги трпиме последиците, ние како граѓани на светот ги трпиме последиците за нивната војна. Значи, војната на империалистичките блокови кои се трудат да надвладеат над подрачјето наречено Украина. Но украинската војна само ги влоши работите и не е единствената причина за економските проблеми ширум светот.
и претходно имаше забрзувачка инфлација од есента 2021 и тоа кажува дека особено изразена инфлацијата во врска со цените на храната и на горивата. Односно баш на она што посиромашните граѓани најмногу ги погодува. Цената на храната расте, порасна не само поради украинската војна, туку и поради климатската криза. И тоа дури да се стави крај на украинската војна во следниот момент, ефектот од климатската криза на поскапување на цените на храната ќе продолжи ако не се адресира таа криза. Бидејќи обично се смета дека климатската криза е нешто што нас не засега, што се однесува на природата од која ние сме исклучени во таа перцепција. Но обично се заборава дека климатската криза има и економски последици. Поскапување на храната и појава на недостиг на храна. Значи, зошто не е завршена кризата, бидејќи допрва ние ќе имаме проблем со недостиг на пченица, поради војната, поради климатска криза, исто така проблем е и кризата на синџирите на снабдување, поради што ненавремено доаѓаат стоките, а кога ненавремено доаѓаат, тогаш се повишува нивната цена. Добро. Како што напомена дека причините се екстерни, но дали властите можат да превземат нешто за да ги некако неутрализират, да ја неутрализират кризата? Значи тие се вадат на тоа дека причините се екстерни, но дали ти сметаш дека властите на тој начин се трудат да избегнат одговорноста? Да, и го има моментот на избегнување на одговорноста со уважување, при уважување, посочување на фактот дека кризата во голема мера е екстерна. Но тоа воопшто не значи дека власта треба да стои со скрстени раце. Ако главната причина што ги повишува цените на храната и на горивата е војната околу Украина, тогаш македонската влада, ако ги има предвид интересите на македонските граѓани, треба да придонесе колку што може да се стави крај подитно на таа војна. Тоа не сека таа да го направи, бидејќи не и се примарно интересите во прв план на обичниот човек во Македонија, туку вазалски се однесува во однос на империјалниот господар или големиот брат, као што популарно се нарекува. Исто така, покрај ова, значи да се вклучи во глобалните напори на земјите од глобалниот југ кои бараат иден прекин на таа војна, покрај тоа треба нашата влада да преземи мерки. Таа преземаше одредени мерки како замрзување на цените на основните прехранбени производи, но нагло прекина со таа практика. Имаше нели за некои производи немаше данок? Да. Се плаќаше? Значи што е недозволиво? Значи во услови кога се гледа дека инфлацијата забрзуваше, владата се откажа не од некои од мерките, туку речиси од сите. Што дополнително ја потпали инфлацијата во месец јуни. Значи, она што власта може да направи е повторно и треба да направи, е повторно да ја воведи назад ограничувањата на цените на основните прехранбени производи. Исто така, она што треба да го направи е, например, Народна банка зборува за тоест ги повишува каматните стапки. Таа мерка доста популарна во капиталистички кругови, има ефект на намалување на потрошувачката, таргетира да ја намали потрошувачката на фирмите и на граѓаните и на таков начин да ја заузда инфлацијата.
Но има еден друг елемент кој може исто така да таргетира намалувањето на потрошувачката, а тоа е прогресивниот данок. И во оваа прилика ја сакам да кажам дека претходното воведување на прогресивниот данок не беше укинато, туку беше замрзнато до почетокот на 2023 година. Значи, оваа иста влада најави дека го замрзнува прогресивното даночување до 2023 година, а во овој момент тие ништо не прават во врска со тоа. Значи, каде е нивниот план за воведување, за повторно враќање на прогресивниот данок? Важно е да се воведи прогресивно даночување, бидејќи на државата ќе и требаат финансии за да им помогне на најзагрозените членови на нашето општество кои ќе се соочуваат со економските проблеми. Парите не растат на дрво. И сега ние не можеме цело време да се подпираме на задолжување во странство. Мора на друг начин да се наоѓаат приходи, особено бидејќи приходите по ставка на ДДВ поради намалената потрошувачка исто така ќе се намалат. Така што сериозно мора да се размисли за воведување на прогресивно даночување. Исто така, бидејќи ќе има енергетска криза и се знае дека ќе има, треба да се вложи во енергетска ефикасност, во изолирање на домовите, особено на посиромашните членови на општеството, а повторно во врска со тоа едноставно спијат. Значи, наместо да продолжат да спијат, она што треба да направат е да сериозно се зафатат со инфлацијата и да спречат сето тоа да премине во економска криза. Да, но властите, како и секогаш, ги занемаруваат по сиромашните категории на сметка на, да кажам, капиталистите. Добро, веќе спомнавме дека најтешкиот товар на кризата ќе го сносат работниците, како и секогаш, но што самите работници можат да направат за малку да ги елиминират последиците? Да го заштитат нивниот стандард. Сама од себе нема да и текне дека треба да работи за добробитта на обичниот човек. Значи, ако обичниот човек, ако работникот молчи и дозволува да ја водат политиката без негово вмешување, тогаш таа политика ќе се води на негова штета. Значи, она што треба да го направи македонскиот работник е сериозно да ја свати инфлацијата. Значи, инфлацијата е нешто што ние не сме имале како проблем 30 години. И кога еднаш ќе излезе духот од инфлацијата од шишето, многу тешко е да се врати назад. И сега, иако во ова лето се добива впечаток дека најлошото помина, најлошото допрва следи. И треба да бидат нашите работници подготвени во врска со тоа. Прво, околу платите да разјасниме, значи, ако инфлацијата е 16%, тоа значи дека ако вас, како работник, не ви се зголемила платата за 14,5%, тоа значи дека вие фактички намалена платата. Ако ви е зголемена платата за 7%, фактички тоа значи дека ви е намалена за разликата помеѓу 14% и 7%, значи намалена за 7%. И во оваа година платите на македонските работници, реалните плати, не номиналните, се намалени, падна, што предизвикува одреден степен на осиромашување, не само кај посиромашните, туку и кај оние што земаат средно високи плати. Но, покрај тој проблем, треба да се има предвид дека дури е можно проблем да се јави и со губење на работата. Што може особено да биде лошо во контекст на ако некој работник има веќе земено одреден кредит и ќе има проблем да го исплаќа. Да, веќе има такви случаи. Да. Така што, значи, што треба да се направи? Прво, треба да се организираат со другите работници на работното место.
да се изборат за повишување на платата. Фактички, ако се изборат за 14% во овој момент зголемување на платата, тоа значи дека се избориле не за зголемување на платата, туку за нејзино враќање на претходното ниво. Така што солидарноста е многу клучна во овој момент. Да не се отпишува исто така. Кога други работници ќе протестираат или ќе штрекуваат, тогаш не да се критикуваат као што ги насанкуваат капиталистите во нивната борба да ја умбијат солидарноста помеѓу работниците, туку да им се даде поддршка на тие работници. Да, ма тоа е тежок процес. Тој пример и тоа да се смета за пример да се направи тоа на сопственото работно место, во сопственото предпријатие, во сопствената фабрика. Ова околу несолидарноста што спомена, значи бевме сведоци на штрајк на работниците во администрацијата, односно на службениците во јавна администрација и немаше работник од приватен сектор што ги поддржуваше. Значи целосно се разединати, особено меѓу приватен и јавен сектор. Да, го имаме, ја имаме таа поделба на работничката класа на вработени во јавен и во приватен сектор, која е многу сериозна поделба и веројатно е уште поголема поделба отколку поделбата на работниците по етничка линија. Наместо да се подкопува штрајкот на други работници преку негова критика, штрајкот на другите работници треба да се зема како мотивација за и самите нешто да преземат во врска со нивната состојба на работното место. Исто така многу важно, значи, како се однесуваат работниците во врска со потрошувачката. Значи, бидејќи се намалени приходите, ако не е коригирана платата за 14,5%, тоа значи дека се намалени приходите. Тогаш, ако се продолжи со ист начин на потрошувачка, тогаш ќе следи осиромашување. И затоа секој работник треба да види каде му протекуваат парите, каде троши непотребно пари, за тоа веќе да престани да го прави, бидејќи, пак јас ќе кажам, ова не е некоја ситуација на која претходно сме учени, каде што можеме да сето тоа го земаме со занемарување каде се трошат парите. Значи, голем дел луѓе во Македонија имат непотребни трошоци и треба да видат тие дупки кај што им истекуваат парите, да ги затворат, бидејќи ако не ги затворат, едноставно ќе осиромашуваат. Добро, ова цела ситуација подсетува на раните 90-ти години, па дали ни се заканува нова шок терапија? Шок терапија, значи да се подсетиме што се случи во раните 90-ти, она што имаше висока инфлација, се уште не сме стигнати на тоа ниво. Имаше и државата не поседуваше доволно пари за да може да им помогне на луѓето. И во тој момент ја имаше еуфоријата дека ако се приватизираат државните предпријатија, дека одеднаш, бидејќи приватниот сектор бил поефикасен од државниот, штом се приватизираат, ќе тргне работата наеднаш на подобро. И она што го направија, и тоа се вика шок терапија, значи се нанесува шок на економијата, што нормално не е позитивна работа, се затвораат предпријатија, се зголемува невработеноста, после тоа се приватизираат, исто така и се замрзнуваат платите и наводно според ова идеологија испаѓа дека откако ќе се приватизира, значи по неколку години ќе се подобри магично ситуацијата. Она што во Македонија се случи е то нагло зголемување на невработеноста што тогаш отпочна, не се среди како проблем скоро 30 години. Значи, наместо 2-3 години, 30 години.
И сега она што е можно е, ако се продлабочи инфлацијата, е повторно да кажат од власта дека се нема пари и дека мора да се спроведува нова шок терапија, која ќе значи приватизација на она што остана неприватизирано, замрзување на платите, бркање работници од работа и други проблеми. Значи, и при тоа треба да се има предвид следно. Нашата власт, како типична власт во една вазална земја од глобалниот југ, не ги зема предвид интересите на обичниот човек, освен ако не биде принудена, а може да биде принудена само под притисок. Туку ги зема предвид интересите на странскиот капитал. Странскиот капитал бара кризи, дури и создава кризи за да притиска за приватизација. И да се шири на нови пазари. Да. Значи, ке го имаат тој стремеш и, да речеме, капиталистите и нивните поддржувачи во владите се во поповолна состојба секогаш од нас, бидејќи ако, например, вин-вин ситуација имаат и да помине кризата и да се продлабочи кризата. Ако се надмине кризата, тогаш ќе се вратиме на старо, експлоатација плюс конзумеризам, као што гледаме, тоа ги затишува работниците, не ги поттикнува за борба. Ако се влоши ситуацијата, тогаш тврдите дека нема пари, дека премногу сте се задолжиле, дека мора да се кратат социјални програми и мора како сека да се приватизира се другото што останало. И работите во прилог на странскиот капитал. Затоа јас пак ќе кажам зошто е многу важно во овој момент да се притиска за прогресивно оданочување. Ако не се воведи прогресивно оданочување и тоа многу посериозно отколку што беше воведено во 2017, пошироко и постепенесто, тогаш може државата да остане без пари и тогаш ќе се замрзнуваат плати во услови на многу повисока стапка на инфлација и второ ќе се приватизира и она што остана. Ако се приватизираат водоводот, например, тоа значи не дека ние ќе добиеме подобри услуги, туку дека ќе плаќаме поскапо и тоа ќе заврши како профит на некоја приватна компанија. Па добро, веќе има најавени други приватизации и следам јас доста околу социјалните права. Многу социјални права не им се обезбедуваат веќе на самите корисници. Добро, веќе зборувавме за капитализмот, но да поставам дополнително прашање. Значи, како што знаеме, капитализмот е систем на кризи, односно систем кој што осцилира помеѓу економски бумови и кризи. Сега, дали ова криза е сама по себе создадена нели од капиталистичкиот систем и дали е минлива, како и претходните? Да. Значи, криза во капитализмот е нешто релативно нормална работа. Таа е болна за оние што ја трпат кризата, за работничката класа, но од гледна точка на функционирањето на капитализмот, тоа е нешто као нужно зло. И обично кризите, ако се релативно благи, тие дури знаат да од гледна точка на капиталот да бидат и позитивна работа, зошто позитивна од нивна гледна точка, бидејќи отворат нови можности за пробив, тоа е за приватизација. Оваа криза можно е да не заврши као мала криза, бидејќи на многу работи се влошуваат работите и се стигнува до ѕид. Особено тоа го гледаме кај синџирите на снабдување, значи го гледаме и кај климатската криза. И сега, ако не може да има доволно храна, како што имаше претходно, тогаш ние веќе зборуваме за криза каде што нема да може да одат работите подмачкано онака како што одеше претходно.
бидејќи обично луѓето кај нас, а во добар дел и во глобалниот север, ја земаат храната здраво за готово, као нешто што секогаш ќе го има. Но, ние одиме во иднина, кај што ова не може да се зема здраво за готово. Така што има повеќе индиции дека ова може да биде доста длабока криза на капитализмот. И кога зборувам за ова, наспроти онаа перцепција, особено што ја дава ова илузија на намалување на проблемот со инфлацијата што го имаме во летото, значи, не е кризата се уште започната. Ние имаме проблем одреден што може да биде уште поголем и ќе биде поголем со инфлацијата. Инфлацијата може да создаде економска криза и намалување на економската активност, затворање на предпријатија и отпуштање на работници. Значи, најлошото допрва следи и ќе почне особено да се изразува во зимата. И затоа мора да бидеме спремни да не начека кризата неподготвени. И на колективен план, и на индивидуален план. Илузијата на подобрување на животниот стандард, што го имаше голем дел од населението во последните 5-6 години, заврши. И колку побрзо луѓето сватат дека мора поинаку да се однесуваат и околу индивидуалната потрошувачка, значи да не дозволат да им истекуваат, да фрлаат пари на непотребни работи, и во врска со организирањето на работното место, кај што не можат веќе да си го дозволат луксузот да не се организираат. Значи, доаѓа многу полошо време и мора поинакво однесување од страна на нашите работници, инаку ќе оваа криза на капитализмот многу сериозно ќе ги погоди. Да, треба да се прилагодиме, значи, на новите околности кои што доаѓаат. Добро, Здравко, ти благодарам што гостуваше денес во Гласни идеи. За повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.